Тој го црта стрипот во Фокус, а стрипот е своевиден заштитен знак на Фокус. Тоа беше идеја на покојниот Никола Младенов. Трагаше долго да најде добар цртач за стрипови. Тоа е Игор Стевковски, а ние го викаме Стевац. Стевац, добре дојде. Добре најдов. Ние сме секој ден во Фокус заедно, но јас навистина сметам дека толку феноменално ги црташ ликовите, да, а и многумина ме прашуваат кој е тој Стевац, па реков ајде да го представиме и на телевизија. Имаш завршено ликовна уметност, тоа знам. Да, и средно и ликовна академија на одсекот графика. Така. Никола те пронајде, кога те пронајде ти работеше во пошта? Во бирото за филателија како дизајнер на поштенски марки. Од кога почна карикатурата, стрипот и тоа да ти доаѓа до израз као афинитет, желба? Сосема случајно, да, тоаш беше се споивме со Ружица Пејовиќ преку Трендо и така дојдовме, се запознавме со Никола и веќе 14-15 години колку работиме. Да не е и повеќе, јас мислам дека пошто идејата беше стрипот е на 3 страни во Фокус, нели инспирација или главен лик беше председателот на држава, па и премиерот, мада во стрипот ги има сите политички ликови. Ти почна кога беше Борис Трајковски, сега покојниот, така? Борис Трајковски почна Бранко Црвенковски, Ѓорги Иванов, Груевски, сега е Заев со Иванов. Меѓутоа цела политичка елита продефилира во стрипот. Сега, големо значење има и текстот. Ти текстот го добиваш од друг човек, од автор. Да, повеќе сценаристи. Првично беше Ружица Пејовиќ, па Никола Младенов, па Јофе, па Сашо Тасевски и сега имаме Стечаец, ние знаеме кој е, него откриваме идентитетот. Кајзер Созе. Не, ја морам да раскажам случката Никола кога го пишуваше текстот за стрипот, се подпишуваше, јас тоа доцна го видов, пишува приватник, а црта Стевац. И кога го прашав зошто приватник, а тој веќе имаше платено казната на Бранко Црвенковски. Тогаш имавме еден државник. Рече, ако е Бранко Црвенковски државник, јас сум приватник. Со кој ти беше најкомплицирано да ги црташ ликовите? Ово, сепак има драмско дејствие, нели? Да. Од сите сценаристи Никола беше најкомплициран, без конкуренција. Добро, мислам, во секој детал му беше секој детал. Јас го добивав сценариот од сите, мислам и Никола, меѓутоа деталите што се во стрипот, што ги вметнува сам. Да, знаеш сам да си додадеш некој детал. Да. И често пати ме прашуваат од кај ги знам тие детали. Јас секогаш обрнувам внимание на деталите и некојаш... Така. Да. Дали може режија да ни пушти, нели, донесе ти за илустрација еве неколку од стриповите? Ова е последниот воз. Последниот број на... Ова е од најновиот број на Фокус. Се гледа Заев, така? Мицковски, добро. Вице-премиерот е тука како машиновозач. Ова е Стар спасители, кој е авторот тука Јофе, а? Јофе, да. Ова е Латас. Латас, да. Груевски. Мартин Протуѓер. Така. Да речам, стана многу популарен со стриповиве и настана еден тренд многумина да нарачуваат карикатури кај тебе како подарок за роден ден за некој. За роден ден и за свадби. Снимам свадби. Колку имаш карикатури така? Не ги брам. Многу. Да. Мислам, како подарок карикатурата е така невообичаен подарок и мислам дека до сега добро така има добар одзив. Да видиме, ова беше стрипот, можеме да видиме
следното режија да подготви дел од карикатурите, па да ги коментираме. Некој, дали ти се... Ова е Фрчковски, нели? Да, ова е од колумните кога го отворивме Дневниот фокус. Да, во Дневниот фокус пишуваше тој. Дали некој бил незадоволен нешто да се најде мане, зашто карикатурата е нормално специфична форма. Ова? Да, има некои ова се сам слики за не во друга димензија. Правеше и некакви насловни. Насловните има во фокус имаме насловни, ова ми се така по артистички, Ова е Боби Христов. Боби Христов. А Кутрето? Кутрето е него. Јани Макрадули, да. Зошто баскетот? Пошто за работнички, нели? Еве Ермира Мехмет. Овие се тие што ги одбрав, што ми се така, како да кажам, по-успешни карикатури. По што цениш дали е успешно? Ова е Кежаровски насловната. Насловната за книгата на Кежаровски, овие се мои лично што ми се Ова е јас по фудбалот. Гледам дека е популарен лик. Популарни ликови, така. Така ми се илустрација овие. Така. Кој ти е најинспиративен од еден телевизија од ликовите? За карикатура. Па ти. Зошто јас? Мислам најпроблематична за цртање, не знам, така. Од моментално тие што ги знам, го имам од Владко кај Васе Чаловски. Да, Чаловски Владко. Него го имам илустрирано исто. Не знам, не ми се проблем сите, меѓутоа има некои што се така релативно тешко да се долови, пошто така има поправи црти за илустрирање, така попроблематични за да се направи карикатура од нив. Си направил ли сами од себе си? Автопортрет, да. Карикатура не си го прикажал јавно? Има. Добро. Знам дека и често знаеш на Фејсбук моментална инспирација да ставиш нечија карикатура, али тука ти си автори на текстоите кои се доста луцидни. Да, добро, тоа е мислам за друга намена, не ги тие на Фејсбук што ги објавувам, тоа да, меѓутоа вака за конкретно за карикатуриве наоѓам делови што се така покарактеристични. Сакам да кажам брзо реагираш, го гледам во редакцијата кога наеднаш доаѓа веста, а ти имаш по 15 минути веќе спремно за Фејсбук карикатурата со Да, може и текстот да го пишувам сам, ама не можам да постигнам. Меѓу последните го видов Гиш како влезе во кампањава, нели, со песната, па имаше нешто гиф писаченс. Тоа беше од стар стрип, само извадив сликата, јас го додадов текстот. Ти си вака доста мирен и повлечен. Не сум. Меѓутоа, знам дека имаш силна енергија и ти беше многу активен во шарената револуција. Да. И тоа онака посветен. Да, и се гордеам со тоа, да. Така? Да. Решив денеска, бидејќи идниот петок е изборен молк ќе биде, па ја овој петок... Ама ние нема да ќутиме. Ке излезеш на гласање, сега предпоставувам. Мое право. Ке гласаш? Да. Не се сомневам. Стевац, ти благодарам за учеството, а вие, почитувани гледачи, знаете кој е Стевац, човекот што го црта стрипот и кој црта одлични карикатури. А ние продолжуваме со програмата.